Брзата пруга низ Македонија станува реалност. Владата и официјално ја почна постапката за реализација на големиот проект кој треба да овозможи патничкиот и товарниот сообраќај конечно да стане брз и ефикасен. Вице-премиерот и министер за транспорт Николовски соопшти дека веќе е донесена и одлука Министерството за финансии да се задолжи на меѓународниот пазар за обезбедување средства за реализација на проектот. Постапката, вели тој, ќе биде целосно транспарентна. Должината на пругата треба да е некаде над 200 км, пругата треба да е двоколосечна, во патничкиот сообраќај треба да има брзина од 160 км на час, во карго сообраќајот треба да има брзина од најмалце 120 км на час и рокот за реализација треба да е некаде 5 години. Очекуваме во текот на летните месеци да веќе имаме поконкретни детали околу финансирањето на проектот и секако да одиме кон фаза на избор на изведувач кој што би почнал уште од оваа есен да работи на теренот. Ќе работиме во заеднички проект каде што и проектирањето и изведбата ќе бидат од еден изведувач и најверојатно ќе се оди според ФИДИК правилата или според така наречен жолт ФИДИК или според така наречен сребрен ФИДИК. Стартот на проектот за брза железница е овозможен откако владата и официјално го формираше координативното тело кое ќе ја следи реализацијата на договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, кој освен железницата носи можност за финансирање на низа други капитални проекти во вредност од 6 милијарди евра. Членови на координативното тело покрај мене се и министрите за надворешни работи и надворешна трговија, Министерката за енергетика, минерални суровини и рударство, понатака министерот за дигитална трансформација, министерот за здравство, директорот на Македонски железници инфраструктура, понатака генералниот секретар на владата и државниот правобранител, а телото може да кани и други гости по потреба кои што ќе следат реализацијата и спроведувањето на договорот помеѓу Македонија и Велика Британија. Брзата железница на коридорот 10 ќе представува нова ера во железничкиот транспорт на земјава, со директна врска помеѓу грчката и српската граница. Покрај пругата со средствата од поволниот кредит од Британија планирани се поголем број инфраструктурни проекти, како реконструкција на болниците во Кичево и Тетово, како и изградба на клиничка болница со медицински факултет и студентски дом во Штип. Проектот за хидроелектраните Чебрен и Галиште исто така ќе се реализира преку стратешкото партнерство со Британија.